بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Во почеток, захвалноста му припадва само на Аллах Джелешану. Салаватот, селамот, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Денеска ние знаеме во каква ситуација се наоѓа умметот. Денеска ние сме свесни секој за себе во каква ситуација се наоѓаме ние. Треба да престанеме да ги нападвиме другите за нашите неуспеси. Треба да престанеме да ги нападвиме на другите за нашата ситуација во која се наоѓаме секој поединачно и целиот уммет. Треба да знаеме дека све што се случува во оваа дуња комплетно и кај нас како поединци е поради нас, поради нашите гревови, поради нашата непослушност на Аллах Джелешану. Аллах Джелешану во Куран вели: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذوقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. Аллах Джелешану вели: се појави неред во копно и во вода поради теа што го сработаја рацете на луѓето, поради мене и тебе. Се појави неред, се појави голем неред и во вода и во копно поради нашите гревови, поради тоа што ја и ти секојдневно го работаме. لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا. И Аллах Джелешану вели: и ние ќе му дајме казна на ними. Овај фесад ќе биде казна за ними за еден мал дел што тие го сработаа. Улема вели муфесири, ако Аллах Джелешану не казни за сите наши гревови, нема да остане ништо живо во дуња. Нема да остане ни еден од нас. Али Аллах Джелешану вели че ги казниме малку за тоа што го сработаа нивните раци, лааллахум јарџиун. Може би ќе се поправат, може би ќе се вратат. И за тоа нешто, ја и ти, брате мој, немој да ја бараме вината во други. Немој да ги обвинвиме другите за нашата ситуација, за мојата состојба во која сум ја. Немој да ги обвинвиме другите за нашите неуспеси, зашто проблемот е ке мене и ке тебе. Проблемот е во теа што го работаме 24 сати ја и ти. Проблемот е во теа што не му сме послушни на Аллах Джелешану и за теа се наоѓаме во ваква состојба. За теа денеска дуња и уммет се наоѓа во ваква ситуација. Затоа се појави неред, пропаст во дуња, во копно и во вода. Поради нашите гревови, поради нашата состојба, поради теа што го работаме ја и ти дејне и ноќе. Немој да се лутиш на непослушност на твои деца, твоја жена, твоја фамилија. На нивна непослушност. Теа е поради твој џуна, поради твои гревови. Тие не ти се послушни поради твоите гревови. Муфесири кажале исто ова фесад, неред, исто важи за берикет. Нема да имат берикет. Гледаш дожд, гледаш едно, гледаш јаде и не пие, немат беричет. Човекот работа дејне и ноќе 24 сати, немој да постигне, зашто немат беричет од тие џуна, од тие гревови, од таа непослушност моја и твоја спрема Аллах Джелешану. Од теа моја и твоја неизвршени на наредбите на Аллах Джелешану се појави неред. Ја и ти имаме проблеми. Немаме успех во дуња
Никаков и во ахирет никаков. Немаме успех да ги одгоиме нашите деца. Немаме успех, немаме рахат, немаме мир во наши куќи, поради теа што го сработае нашите раци. И никого да не го обвинвиме, да се обвинвиме себе си, да се преиспитаме ја и ти, колку ја и ти во текот на еден ден и една ноќ му грешиме на Аллах Желешану. Колку ја и ти кршиме наредби на Аллах Желешану. Колку ја и ти правиме наредби на Аллах Желешану во текот на еден ден и една ноќ. Едно од теа грешење, едно од теа непослушност на Аллах Желешану, денеска во која се наоѓаме ние, како муслимани, исламскиот свет, целиот во сите држави, од исламски држави до наше место, во секој едно место, е на голема непослушност од робовите спрема Аллах Желешану е неизвршување на намаз. Денеска, кланавме сега јација, колку имаше во џамија, колку имат во улица. Ова е една од најголемите непослушности спрема Аллах Желешану. Ова е нешто кое човекот, вели пегамбер алейхиселам, намазот е ступ на верата. Еден ступ. Кој го држите, држи верата. Кој го пуштит, е пуштил верата. Како сакаш ти, каква сакаш да биде ситуацијата, кога 70%, 80-90% во едно место нема намаз? Колку ми е во наши места, во наши кујши, спрема наши фамилии, како е состојбата со намаз да видиме? Едно од наредбите на Аллах Желешану. Аллах Желешану вели: "Ја ејюхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара." Овие што верувате, спасете се од огнот, од џехенемот, вие и вашето семејство. Вакудуха насу вал хиџара. Негово гориво, негова нафта гориво ќе бидат луѓе и камења. Директна наредба имаме ја и ти од страна на Аллах Желешану, прво нешто да се спасиме себе си и наша фамилија. Али денеска ние немаме време за наша фамилија. Денеска ние имаме време за да седиме во чеџилница цел ден. Да трошиме време пред телевизор цел ден. Да трошиме време пред небитни работи многу, а да застаниме со наша породица, да ја поучиме во овај дин, да ја поучиме во намаз која ни е строга одредба и наредба на Аллах Желешану да се секираме за наша фамилија, за наши синови, черки, жени. Зошто за овие сме одговорни. Ку анфусакум ва ахликум нара, спасете се вие и ваша породица од огнот џехенемски. А ние денеска наводно сакаме да го спасиме некој други. Му зборвиме за намаз на некој други, а во наша куќа нема намаз. Ова е само лага. Ова е еден нифак, една дволичност од твоја страна. Ти му го посаквиш доброто на некој други, на твои деца и твоја жена, не му го посаквиш доброто. Колку си се потрудил ти во сабав кога станеш да ги разбудиш твои жени и деца? Или бегаш како крадец, ги оставаш тие да горат во твоја куќа. Ова не е од суннет. Аллах Желешану директна наредба на пегамбер алейхиселам и на верници. Аллах Желешану вели: "Ва'мур ахлака бис-салати вастабир алейха, ла нас'алука ризқа, нахну нарзукука вал аक़ибату лит-таква." Аллах Желешану вели во овој ајет: "Ва'мур ахлака бис-салат." И нареди му на семејството твое намаз. Вастабир алейха. И истрај во теа. Не реши му, нареди му. И истрај во теа. Ла нас'алука ризқа. И не бараме од тебе да се ти обскрбиш. Не бараме од тебе риск ти сам да најдеш. Нахну нарзукука. Ние сме тие што ти го даваме рискот. Ние сме тие што тебе ти даваме риск. Вал аक़ибату лит-таква. И за ваквите крајот ќе биде добар. Али ние денеска не се секираме дали во наша куќа, во наша фамилија, секој еден има намаз. Секој еден ги познава прописите за тој намаз. Не се секираме. Се секираме за некој други. Али ова е голема грешка. Зашто прва одговорност сме ние. Втора одговорност е твоја фамилија. Треба да се грижиш и да се секираш нон-стоп за твоја фамилија. Дали е во намаз, дали греши према Аллах Желешану, дали ги изврши наредбите на Аллах Желешану. Се преноси дека пегамбер алейхиселам
често одеше ке Фатима радијаллаху анха, негова черка и Али радијаллаху анхум, да ги будит за ноќен намаз. После што ова беше отидена кај Али да живее, што беше мажена. Пегамбер алейхиселам не престана да се секират дека неговата породица е нон-стоп во намаз. Колку ние се секираме дали во наша куќа има намаз, дали во наша куќа има дин. А наредба ни е на Аллах Джелешану да му наредиме на наше семејство намаз и да истраиме во теја. Наредба, нареди му, не речи му. Нареди му. Потоа една голема грешка што ја правиме ние денес. Ние се упатуваме. Почнеме да учиме за дин и забораваме наша породица. Учењето во дин, ти и твоја породица треба да види паралелно, заедно да напредувате во дин. Како ти учиш нешто ново од дин, да му кажеш дома на твоја жена и на твои деца, што треба тие, какви обврски, какви наредби, какви забрани името страна на Аллах Джелешану. Зошто? Затоа што понатака во животот ќе се сретнеш со големи проблеми. Кога ти ќе напреднеш со знаење, со илм, со дин, тука твоја фамилија ќе остане тука, ништо не зборуваш дома. Твои деца во далале, твоја жена ништо не знае, твои деца од дин. И кога ти ќе сакаш да спроведиш некој суннет, некоја наредба од Аллах Джелешану во твоја куќа, ќе се најдеш во прв судар со твоја жена и со твои деца. Тие нема да го разбере теа и ќе бидеш во судар со ними. Ќе се расправаш нон-стоп во твоја куќа, ќе имаш проблеми. Секогаш ќе имаш проблеми. Вака треба да ги решиме проблеми, за да немаме во иднина проблеми. Треба заедно со наша фамилија да напредвиме во дин и да работаме во динов, за да не касниме. Вака бее сахаби. Вака сахаби се трудее и работее со нивни фамилии, со нивни деца. И потоа од овие деца, динот се пренесе по целиот свет. Тие бее кои го пренесае динот по цела дујна. Зошто тие што мали го разбрае, го работае, гледае во нивна куќа дин. А не ми е денеска влегвиме во наша куќа и нема дин. Динот го оставаме надвор. Или влегвиме во џамија, кој излеземе од џамија друго. Не, еден муслиман, еден верник 24 сати треба да живеат ислам. 24 сати треба да имат врска со Аллах Джелешану. 24 сати треба да ги следи наредбите на Аллах Джелешану и да ги избегнат забраните на Аллах Джелешану, за да немат проблем, за да не се сретнат во иднина со тешки проблеми. Зашто денеска ние знаеме како наша младина, знаеме како наша генерација помлади кои треба да го преземет одговорноста за овој дин, да работат за овој дин, да се трудат за овој дин. Секој еден знае каква му е состојба во негова куќа, и во улица, и во школа. Ние знаеме колку наши деца познаваат имиња на сахаби. Колку наши деца знаат историја на ислам. Деца од сахаби беа поинакви. Деца од сахаби го шире овој дин и ште многу мали. На многу мала возраст го помогве овој дин. Се жртвувае за овој дин. И за теја, брајша, да не биде тоа само зборување. Треба да почнеме да работаме. Овој дин бара дело, не бара зборување. Колку сме зборувале само? Сме претерале о зборување. Зошто? Зашто динот останал само во наши јазици, не во наше срце и во наш живот. Сахаби, кога одее во некој нов град, да го пренесе овој дин, вика е само една реченица: куну мислуна. Бидите како нас. Бидите како нас, гледајте не како работаме, каква комуникација имаме со луѓе, со комши, со трговија, со бизнес, бидите како нас. Така таа Малезија, Индонезија, себе тие трговци, муслимани од арапски полуостров што отидве, постана исламска држава. Постана и муслимани да имат во теа место. Себе поеве трговци. Себе ахлакот нивни, себе динот кој го живее, не го зборувае, го живее. А денеска ние многу знаеме да зборуваме, али без ниедно дело. Ислам, дин, Аллах Джелешану бара дела. Барат од нас да види како ми работаме. А ние денеска мислиме дека ако речиме само доволно е. Не. Хасиб ан-насу ан јутраку ан јакулу амена ва хум ла јуфтанун. Аллах Джелешану вели, зарем луѓето ќе бидат оставени да речат вервиме, а да нема да ги клајме во искушение, да нема да ги клајме во тест, да видиме кој од ними зборуваат вистина, а кој лажи. Ова за мене и за тебе доказ, Аллах знае. Али за мене и за тебе Аллах и ще во дујна ќе ни дај аргумент дека ние лажиме или зборуваме вистина. За теја, браќа, време е ние да почнеме да
сватиме дека имаме обврска, да сватиме дека имаме одговорност. Прво спрема себе си, спрема наша фамилија, спрема овој дин, спрема сите муслимани, спрема целиот свет имаме обврска, одговорност. Ја и ти утре, многу близко, треба да излеземе пред Аллах Желешану и да даваме хесаб за наш живот. Со една случка на пегамбер алейхиселам, еден дел од неговиот живот, едно патување што го направи пегамбер алейхиселам, едно жртвување, ќе се потрудиме да вметниме многу работи во ова нешто, да кажеме теа време со денешно време да споредиме, како пегамбер алейхиселам негови сахаби се труделе за овој дин, како се жртвовале за овој дин, колку тие вложиле за овој дин, колку ние денеска вложиме за овој дин. Пегамбер алейхиселам кога почна негова објава во Мека, работеше некое време. Немаше некој резултат, не му се одзви негов народ. Пегамбер алейхиселам патуваше до Таиф, едно место, едно предградие во Мека, околу 70 километри од Мека. Пегамбер алейхиселам замина во ова место со Зейд ибн Харith. Беше еден млад сахаб, многу, 9-10 години, негде до 13 години, некој историчари велат дека имаше во ова време. Пегамбер алейхиселам не можеше да прави више даве во Мека, го избрка негов народ. Него сакаше го одбива даве. Како денеска се случуваат во многу места. Кога дојде ислам, нешто страно, нешто гариб, нешто чудно, што е ова сега, не беше ова вака. Се чуди народ, зошто ова вака и се одбаци тоа. И пегамбер алейхиселам замина во Таиф, во ова место да прави даве, да го пренесе зборот на Аллах Желешану, да го пренесе Куран и Суннет во ова место. Пегамбер алейхиселам отиде во ова место. Прво нешто се сретна со големците од ова место. Кога му објасна кој е пегамбер алейхиселам, дека е пегамбер од Аллах испратен со Куран, дека Аллах Желешану го избра на него, почна е тие да се исмејават со него. Му рекве, зарем немаше Аллах, твојот Аллах да пушти некој други? Ја ни поубав од тебе, полишен, побогат, од поубав фамилија, како денеска ова слично. Некој брат збори за ислам, кој си ти бе, Јани? Не си богат, не си ова, ти си од ова, ти си од она. Ниско, исто. Тога сега, денеска. Зашто немаше некој друг? Кој си ти паки? Види, така му веле на пегамбер алейхиселам. Исто суннетулла, исто на верниците, истите нешта му се повторват. Му рекве на пегамбер алейхиселам, го исмејава немаше Аллах Желешану да пушти некој други, него тебе те пушти. Истото и денеска беше. Пегамбер алейхиселам рече, вели, ла фарку бейна арабијун вела аџемијун илла биттеква. Нема разлика помеѓу араб и не араб, освен по теква, по богобојазност, по страф од Аллах. Нема никаква разлика. Богат сиромав, од овај, од онај, од ова породица, од ова кабиле, од ова нација, од она нација. Нема разлика ке Аллах никаква. Нема разлика. Освен има разлика кој колку се плашите од Аллах. Кој колка богобојазност имат ке Аллах Желешану. И да знаеме, ако сме навредени на овој начин, како го навреди на пегамбер алейхиселам, да не се секираме. Аллах те избрал тебе за овој дин. Ти дал нешто што другите го немети, за теја те нападве тебе, немој да се секираш, ич. Потоа пегамбер алейхиселам, кога не прима даве, не заврши со толку. Ги собрае сите мали деца од тој град, од Таиф, ги собрае и почне да фарлет со камења на пегамбер алейхиселам. Почне да фарлет со камења на пегамбер алейхиселам. Почне да фарлет со камења на пегамбер алейхиселам, го раскарварие цело негово тело. Го раскарварие цело негово тело. Пегамбер алейхиселам замина до едно место помеѓу Таиф и Мекка. Застана во ова ноќ во ова место да се одмори пегамбер алейхиселам. Пред да дојде во ова место, пегамбер алейхиселам застана под еден зид, една ограда од една бавча. Во ова газди бе Шејбе и Утбе ибн Рабија. Двајца од Куреш големци што беа големи душмани на пегамбер алейхиселам. Има еден измешар, еден слуга кој што служеше ке пегамбер ке овие двајца и му рекла да однеси му едно гројде на пегамбер алейхиселам. Дојде овај
Аддас се викаше ова момче ке пегамбер алейхиселам. Му го даде ова гројзе на него. И пегамбер алейхиселам кога зеде едно зрно и рече бисмилла. Бисмилла. И ова дете што е овај збор рече? Рече ти кој си му рече пегамбер алейхиселам, ја рече се викам Аддас. Од каде си? Рече од Нејнева. Ова место во Ирак. Рече ти си од Нејнева, место на Јунус ибн Метта, мојот брат. По вера, Јунус алейхиселам. Пегамбер алейхиселам знаеше дека Јунус алейхиселам е од ова место. Му рече ти си од ова место. Од каде знаеш рече ти за Јунус? Рече тој мој брат по вера, тој беше пегамбер и ја пегамбер. Кога го слушна ова дете, го прегарна на пегамбер алейхиселам. И кога го вида овие двајца, Утбе и Рабија, и Шејбе, ибн Рабија, му рекве дојди ваму. Му рече едниот на другиот види, Мухамед го расипа ова дете. Со едно го расипа ова дете. Дојде кај него, рече дојди кај нас, не можеше да го слушаш на овај. Немој да го слушаш на овај. Рече твојата вера добра вера, остави овај, рече разделуваат синот, татко од син. Овај немој да го слушаш. Како пример од денеска ја не? Истава ова состојба се деси денеска. Кога еден верник се упатит, треба да знае дека Аллах Желешану вели: Ја ејухеллезина амену, ин џаакум фасикун бинебеин фетебејену, ан тусибу қаумен биџехалетин фетусбиху надимин, ала ма фаалтум надимин. Ако ви дојде велит овие што верувате Аллах Желешану, ако ви дојде некој фасик, некој неверник, со некое кажување на вас, вие испитајте велит. Дали теа вистина или не е вистина? Дали има теа или нема, дали држи место или не држи место? За да не му влезите во хак на некој, за да не го нападните на некој и потоа да се правите пишман за теа што го направите. Али денеска муслимани, верници, станвите од сабајле, парво нешто, земви новина да читат. И во новина што ќе најш, теа што куфар ќе го пишет. Дин душман ќе го пишет. Тие печатени електронски медиуми, све што пишат, и тој го земе парво нешто теа. Наместо парво нешто од сабајле да земат Куран да отвори, да читат, што Аллах вели, тој ги земе овие зборови кои го нападват ислам. Ислам за останата религија, ислам ваква вера, ислам варварска вера, муслимани нечинен, муслиманки вака, хиджапот вака, ова вака. И тој го земе тоа што му каже некој дин душман. И после негов мозок ќе се испери, ќе се направи тамон, како душмани. И тој после ќе биде против ислам. А не знае дека ислам е најнапредното нешто. Не знае дека ислам е призната вера кај Аллах Желешану. Не знае дека себеп ислам ти е куфар напредовен. А ја и ти сме заспани. Ислам е вред, ама ја и ти спиеме. Ја и ти не правиме хизмет за овој дин. Ја и ти го даваме лесно овој дин. Не ги провервиме оне напади кои што дин душмани ги предзамени за тебе. И лесно твој мозок ќе се испери. И ти ќе видиш нивни, јане хизмејчар, ќе работаш и ти против ислам, против муслимани, против верници. Затоа многу да видиме опрезни, како овие што го свртие на ова дете Аддас, му рекве твоја вера. Јани тамам немој да го слушаш него, така овие веле дека ислам назад, ислам муслимани уназадени, не бе. Кога бе Севилја и Кордоба, пред 600 години и појше, имаше светло таму, електрична енергија. Кога Европа се гушеше во темница, во ова место имаше водовод, канализација, кога Европа имаше колера и шуга. Али ние заспавме, ани не го сакаме овој ден, не сакаме да работаме за овој ден, Аллах Желешану ќе те понижи, ќе не понижи. Затоа треба да се вратиме на овој ден, да го земаме цврсто во наши животи овој ден, да не го даваме никако овој ден. Зашто шејтан и негови сојузници дејне и ноќе работат како ја и ти да го оставиме овој ден. Како ја и ти да го замрзиме овој ден, да не го сакаме овој ден. Дејне и ноќе. Треба да знаеме, иннаху лакум адувун мубин. Шејтан ни е јасен, отворен непријател на нас. Дејне и ноќе 24 сати работат како да ни го трни вервењето, како да го извадите исламот ке мене и од ке тебе, како да го трните исламот твоја куќа.
со тие медиуми во твоја куќа, со тие телевизори, со теа што ти го пласираат, тој што сака да ти го уништи ислам и ти 24 сати го следиш на тој што сака да ти го уништи твој ислам. Браќа, време да се опулиме, време да видиме дека ние имаме одговорност за овој дин, дека треба да преземаме обврска за овој дин. И не ова само доволно, вели Аллах Джелешану, Валлаху юриду ан јетубе алейкум. Аллах сака да ви опрости на вас. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. А тие што ги следат нивни страсти, сакаат вие да скршните од правата вистина, сакаат вие да залутате во големо залутвање. Мунафици. Во оваа аја муфасири велат, الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ, тие што ги следат нивни страсти, се тие мунафици, кои ден и ноќе ќе дојде, ќе ти пред шубина ке тебе, ќе ти пред везвесина на тебе. Затоа ја и ти добро треба да го научиме овој ислам. Да го учиме овој ислам, обврска е на нас. Специјално тие основи, бази на овој ислам. Треба да ги знаеме добро, со аргумент, со делил, со доказ, за да немој некој ваков мунафик да дој и лесно да ти го сврти твој ум. Лесно да ти го промени твое мислење. Треба добро да го учиме овој ден. Да губиме поише време за да го учиме овој ден, него да губиме време во некои други места, во некои трети места. После ова, пегамбер алейхиселам замина и дојде во тоа место каде кажавме измеѓу Мека и Медина ова ноќ. Беше многу насекиран. Го раскармари е целиот на пегамбер алейхиселам. Најсакано биде кај Аллах Джелешану. Рахметен лил алемин. Милост за сите светови. Дојде Џибрил алейхиселам со мелекот кој е задушен за бардата, за планините. Рече, ја Мухаммед, Џибрил алейхиселам, нареди, ако сакаш мелеков да го здроби тоа место, тај, да го здроби, да ги уништи тоа луѓе, само една наредба и готово. Не, пегамбер алейхиселам преше дуа за нив. Може би рече, од нивни поколенија ќе излезат луѓе што ќе го обожаваат на Аллах Джелешану. Каде ова е рахмет? Ова рахмет имаше пегамбер алейхиселам со куфар, овој го избијани, го направи карби. А ја и ти денеска немаме рахмет да седниме во стол, ја и ти заедно. Ако седниме 5 минути, ќе се скараме. Рухама убейнекум, Аллах велит за верниците, тие се милостиви едни спрема други. Милостиви. Милост. Треба да имаш милост спрема верниците. Аллах Джелешану вака велит да бидат верниците. Потоа, во ова ноќ, Аллах Джелешану, кога инсан не примат, не сакат хидајет, како што се случи денеска, не сакат, Аллах Джелешану во ова ноќ му пушти на пегамбер алейхиселам група на џинови. Ова е веродостојно предание, браше, ова не приказна јани. Ова е веродостојно предание. Му пушти џинови, пегамбер алейхиселам му направи даве на овие џинови. Му учеше сура Рахман и некои други ајати, овие џинови примае. И рекве, не сме слушнале ваков келам, ваков збор. Аџи, чуден. Упатуван на добро, упатуван на хидајет. Примае и пегамбер алейхиселам, потоа овие се растурие во нивни племена да го пренесат овај хак. Мека не примат. Таиф не примат, Аллах му пушти џинови на пегамбер алейхиселам да примат ислам. Ова е, јани ти ако сакаш, ќе бидеш хидајет. Треба мал да сакаш, јани. Аллах Джелешану нема да промени состојба на еден народ, се додека тој не се промени. Додека ти не почнеш во тебе да сакаш овој ислам, нема да добиеш хидајет. После ова, пегамбер алейхиселам молесна, се израдува на ова примање на овие џинови. Потоа пегамбер алейхиселам посака да се врати во Мека и да прави таваф околу Чаба, по захвалност на Аллах Джелешану. Али во Мека се спремај да го убие на пегамбер алейхиселам. Во Мека куфар сака да го уништи на пегамбер алейхиселам. Исто како денеска на верници сака да ги уништи. Да му подметне тоа, да му подметне тона. Да му напре тоа, да му напре тона. Ова е куфар забораја на Аллах. Ова е мунафици забораја на Аллах. Овде ќе застанеме. Овај ден е дојден да се живее во џемат, во заедница. Овај ден не е дојден да се живее сам. Јас сам ќе го живеам. Немој. Немој. Тоа било порано. Во време на Бену Израил имало луѓе абиди што преле ибадет во Саума. Една куќарче мало и преле ибадет туа 50-100 години.
Овај немој така ислам. Ислам е пуштен да се живее во заедница, во џемат. 90% од ибадетите не можеш да ги правиш сам. Треба џемат. Зекат да даеш, можеш сам? Треба да даеш, ама некој треба да примат. Хаш, џемат. И за многу други ибадети треба џемат, треба заедница. Така е овој дин дојден во заедница. Зошто заедница? Секој инсан не е ист. Сите ние имаме мани, слабости. Секој има мана, слабост. Али мојата мана кај него е јако. Неговата мана кај мене е јакост. И ако работаме сите заедно, ако се потрудиме сите заедно, ќе бидеме успешни. Ако не. Вака се моје мани, слабости, недостатоци, ќе ги избегнеме. Овие мани, слабости, недостатоци, ако работаме во џемат, ќе се избегне тие. Ако работаме како заедница, зашто овој дин дошол да се работат како заедница. Муса алейхи селам му рече на Аллах џелешану во дуа: "Ва ахи Харуну хуа афсаху минни лисанан фарсилху ма'i." Рече: "Ја Аллах, прати го ти мој брат Харун со мене да ми помогне во ова, да ми помогне во ова моја работа, зашто тој има поречит јазик од мене." Поречит, тој ќе зборува од мене да го потврди тоа на моено, зашто е поречит од мене. Ова ке мене мана, ама ке него не. Иса алейхи селам рече: "Мен ансари ила Аллах." Кој ќе ме помогне во име на Аллах? Кале ал-хаваријуна нахну ансаруллах. И рекоа хаваријуните, неговите другари: "Ние ќе те помогнеме во име на Аллах." Ние ќе те помогнеме во име на Аллах. Фааманат таифатун мин бани Исраил. И поверува една група на Бени Израил. Овие поверува што му помогна на Иса алейхи селам во неговата работа. И денеска ние на овој начин треба да работаме, да знаеме дека секој еден е вреден, да знаеме секој еден е корисен, да не ги фарламе лесно верниците, за нивни мани и слабости, зашто ја и ти имаме многу мани и слабости. Треба да се испитаме ја и ти колку мани и слабости имаме сам. Али ако работаме во џемат, во заедница, во група, како едно тело, вели пегамбер алейхи селам, верниците се како едно тело. И треба така да видиме. Ако заболи еден орган, сите органи му се придружуваат со температура и со дремка. Така денеска ми ако осетиме нека некој брат има мака, има тегоба, треба да осетиме и ние таа мака и таа тегоба. Не дека ние го сакаме само со јазик, треба да го сакаме и со дело. Треба да го сакаме и со дело, да му помогнеме кога е тешко. И вака на овој начин само можеме да бидеме успешни ако работаме во група, во заедница. Ако работаме секој сам, нема да бидеме успешни. Ота пегамбер алейхи селам го прати на Зейд ибн Харith да оди во Мека ке Мутим ибн Ади. Ова беше еден куфар. Му побара пегамбер алейхи селам заштита. Ова беше адет на арапи. Заштита дека влегвит во Мека и тој ќе го заштити од куфар дека не сме да обрен ништо. И тој му прифати ова барање на заштита и го заштити. Влезе пегамбер алейхи селам во Мека. Мутим ибн Ади со негови синови, се види дека имаше над 10 синови. Ги зедве нивни сејф, нивни мачови и пегамбер алейхи селам го средина и прешетава. Дојде фираон на овај уммет, Ебу Џехел. Рече: "Ја Мутим, дали прима ислам?" Не рече. Али Мухамед е во моја заштита. Рече: "Чим е во твоја заштита, заштитен е тој." Вели пегамбер алейхи селам пред суден ден, Аллах џелешану овај ден ќе го поможи со фаџири, со расипници, развратници. Не сакаме ја и ти, Аллах џелешану ќе го поможи со некој други. Да бидеме од тие со кој Аллах ќе помогне овај ден. Да бидеме од тие кои го сакат овај ден, кои го бранат овај ден, кои се жртвоват за овај ден, кои вложиле све за овај ден. И ще една работа на крај, да знаеме, браќа, кој како ќе живее, така и ќе се пресели, така и ќе биде проживен во суден ден. Така и ќе биде проживен во суден ден. Да се трудиме нон-стоп да се поправаме. Наши мани и слабости, секојдневно да работаме на наши мани и слабости, да не работаме на маните и на слабостите на другите луѓе.
Ако можеш да го упомениш, да му кажеш, добро. Ама да работаш ти цел ден да копаш по авторитетот на брајчата твои, цел ден и ноќе тоа задача да копаш по авторитетот, ова грешка, не си задолжен за тие нешта. Ти треба да копаш и да работаш на твоите мани, слабости и пропусти. Зашто не се поправе лесно овие мани, слабости и пропусти ке нас. Треба да вложиме голем труд за да ги поправиме овие нешта. А да знаеме дека ако ги имаме, така ќе се преселиме и така ќе бидеме проживеани во суден ден. И ще една случка за ова дека како ќе живееме, така ќе бидеме умрени, така ќе бидеме проживеани. Ова се деси во Египет. Во едно место во време од џума намаз, оџата што беше во теа џамија не дојде, немаше, закасна, не немат време од џума. Нема кој да излезе, ова жива случка. Во ова место излезе еден стар човек, многу стар. И му рекува, седи бе, немој да излегиш ти, и излезе тој, стар човек. 70 и нешто години, во худба. Ова го кажеше еден шеј и векаше худба од една минута. Се качил во худба. Му се захвалил на Аллах Желешану. Захвалност на Аллах Желешану. Салават на пегамбер алейхиссалам и рекол: Исламот се темели на 5 стубови. Шехаде ла илаха илlallah Мухаммад Расулуллах. Речите сите шехадет. Намаз. Кога слушните езан све во џамија, зекат кој имат да плати пост, ова е најјакиот месец во годината, сите да го постите хаџ, кој има можност некој и умират во сред худба. Умират. После мало време, џеназе ваму таму го завршиле со овај, еден шејх се погодви во ова, тој што е кажи кисава шејх од Египет, е кажи кисава и вели, потоа ги прашав на луѓето што беше овој човек, ништо не, обичен човек, старче, обично, не писмено, не знам да пише ни да чита. Ама не рекол, овај мора да има некое дело, големо дело за да умри во худба, за да умри во даве, за да умри со говор на Аллах Желешану, со славење на Аллах Желешану. Му рекле, имаше една работа чудна кај него. Секое утро, цел негов живот, пред сабав излегваше мало време, пола сат пред сабав, и одеше од улица во улица додека стасаше во месџид и викаше Аллаху Акбар, станите и кланајте намаз. Станите и кланајте намаз. Рекол, ова голема работа ми. Овај цел живот бил во даве, во повиквање Аллах Желешану му зеде негова душа, во повиквање во даве. Му зеде негова душа во худба. Како ќе живее човекот, така и ќе се пресели. И иншаллах Аллах Желешану да направи да бидеме од ојне кои ќе се преселат, како Аллах Желешану сака да бидеме од ојне кои ќе бидат во џеннет, иншаллах да бидеме од ојне кои ќе бидат блиски до пегамбер алейхиссалам и до другите намази. Субханакаллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Аллах да биде задоволен иншаллах.